Црковна песна на македонски и српски јазик ќе се слушне во вторник во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Архиепископот Охридски и македонски Стефан и српскиот патријарх Порфирий повторно заедно ќе богослужат, овој пат на големиот македонски празник посветен на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Со радост му соопштуваме на верниот народ дека од 23 до 24 мај 2022 година во поста на Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе престојува делегација на Српската православна црква, предводена од неговата светост српскиот патријарх господин Порфири. На 24 мај со почеток од 9 часот во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, неговата светост српскиот патријарх господин Порфири и неговото блаженство архиепископ Охридски македонски господин Стефан, заедно со архиереот двете сестрински цркви ќе служат божествена литургија, го повикуваме верниот народ на Македонската православна црква Охридска архиепископија да земе молитвено учество. МПЦО и СПЦ веќе одржаа заедничка литургија во четвртокот во храмот Свети Сава во Белград, откако во понеделникот Саборот на Српската црква воспостави канонско единство со Македонската црква. Саборот на Српската православна црква завршува на 23 мај, кога и се очекува Белград да испрати препорака до Цариград за конечно решавање на автокефалниот статус на МПЦО, на што се надева нашата црква. Доколку Цариград ја добија таквата препорака од СПЦ, на Вселенскиот патријарх му преостанува само да премине кон чекорот за издавање томос за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија, објаснија за Алфа познавачи на црковното прашање. Доколку таков предлог уследи, тогаш одлучувањето на Вселенската патријаршија до која што ќе биде испратен таквиот предлог, ќе биде олеснето, бидејќи мајка црква дава предлог Македонската црква да стане автокефална. Доколку не уследи таков предлог од Соборот на Српската православна црква, тогаш на некој начин ќе влеземе во еден период на неизвестност. Односно, ќе се постави прашањето до кога ќе трае таквиот меѓупериод. Високи црковни извори уште пред неколку дена за Алфа открија дека МПЦО и СПЦ веќе се има договорено за доделување автокефалност, а автономијата е само преодна фаза, како што налагаат канонските правила. Ова веројатно би значило дека Цариградската патријаршија до крајот на мај би ја добила препораката за автокефалноста непосредно пред заедничкото сослужување на македонскиот архиепископ Стефан со Вселенскиот патријарх Вартоломеј, закажано на празникот Педесетница на 5 јуни во Цариград.